Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на Колосек интервју. Денешната емисија повторно ја посветуваме на домашните миленици, но овој пат поконкретно ќе говориме за стерилизација и кастрација кај кучињата и мачињата. Одговорите на прашањата поврзани со оваа тема ќе ги добиеме од магистар доктор по ветеринарна медицина Јасминка ван дер Флиер. Добро дојдовте. Јасминка, ќе може ли на почеток да ни кажете што всушност представува кастрацијата и стерилизацијата кај кучињата и мачињата? Значи, стерилизацијата е кај женските единки и тоа представува хируршко отстранување на полните органи, значи јајниците и матката под комплетна анестезија. А кастрацијата е кај машките единки, тоа е отстранување хируршки, значи на тестисите, исто под полна анестезија и кај мачињата и кај кучињата. Кој хируршки зафат е посложен? Според вас? Па посложен е кај кучињата стерилизација, кај кучките, значи. И уопште кај кучињата и двата захвата се посложени, за разлика од кај мачките. Затоа што малце се поголеми, по прокрвареност, посложена градба и така. Така, колку време трае еден хируршки зафат за кастрација, а колку за стерилизација? Па и двата захвата траат од прилика исто време, затоа што почетокот главно пола час од целиот захват е ствари воведување во анестезија. Имаш седација, пред седација, значи тек на крај анестезија тоа трае пола час, само тој дел. Така да понатаму другиот захват хируршкиот е од пола час исто до 40 минути максимум, ако има нешто потешко, компликации или други промени и аномалии да се пронајдат кои ќе се отвори абдоминалната дуплина. Така, каков е пристапот на кучињата и на мачињата кога ќе ги донесат пред оној дел кога ќе бидат со анестезија? Па во главном милениците секогаш осеќаат дека нешто им се случува. Так. Не се баш среќни, не знаат што и очекува, али секогаш знаат дека ќе бидат оставени и се плашат. Во суштина секој миленик единствено и тој страв го има, дека ќе бидат оставени од газдите. Така да секој пат донесувањето кај мене и оставањето за нив е секогаш стрес, затоа е најдобро барем делот, значи пред седација и седација да биде барем во почеток присутен и собственикот малце да биде барем додека се свесни, да знаат дека се заедно со собственикот. Така, дали постојат некои проблеми со кои се соочувате кога пред операцијата на животните? Па во главном нема проблеми. Единствено кога се поуплашени, малце поагресивни, али затоа кажувам, значи со собственикот кога е тука се решават тие проблеми, не се некои големи проблеми, тоа секој дневно се сретнуваме со тоа. Так. Колку граѓаните практикуваат да направат кастрација или стерилизација на своите миленици? Па сега све повеќе. Значи, со секој ден се повеќе се зголемува процентот, затоа што милениците стануваат составен дел од било која фамилија, како член на фамилија. Значи, затоа водат повеќе собствениците сега рачун за нивното здравје и од здравствен аспект и стерилизација и кастрација затоа и се спроведува. Така да со рутински прегледи и контроли, со превентивни активности, значи вакцинација, претходно што зборевме, дехелмантизација и тоа, значи му се укажува на собственикот што е добро за здравјето на миленикот. Значи, во денешно време се повеќе се прифаќа и се практикува тоа. Така, што доколку не направат кастрација или стерилизација? Па секогаш постои така. Значи, еден дел е доста луѓе, значи, тоа што важи во народот и претходно, дека барем еднаш да се парат, еднаш да роделе, значи, греота му го скратуваш циклусот или така. Значи, имат такви заблуди, неточни информации се уште кај повеќето од собствениците. Друго е и финансискиот дел, некојаш не може секој еден да поднесе, пошто оперативен захват секогаш е финансиски поголема цена него било која превентива друга што се спроведува. Али во главном, значи, сега со континуирана едукација вака по телевизија, по часописи, интернет стално достапен се, значи полека се променува и тоа мислење, дека не е точно дека мора барем еднаш да се пари да роди, па тек после стерилизација да се направи или кастрација. Така. Кои хируршки зафати се побројни? Па во главном побројни се стерилизација кај женките. Значи кастрација кај машките многу поретко се практикува.
повише кај народ машките единки од фамилијата, од куќата, собствениците никош не се присталица машко да се кастрира, да му се одземе машкост. Так. А од која возраст може да се направат овие хируршки зафати? Па најпрепорачливо е, значи, пред првиот, за женки зборувам. Значи, најпрепорачливо е пред првиот циклус или веднаш после првиот циклус, што значи тоа од 6 до 8 месеци. Значи, со тогаш е више превентивен хируршки захват, се спречуват многу болести и му се продолжува и живот на миленикот, а и собственикот се решава од понатамошни на финансиски издатоци што носе секоја друга болест, значи многу повише финансиски кошта, него да се направи како превентива, а не како потреба после. Исто и со машките, значи после од 6 до 8 месец кој се одлучи е добро за кастрација. Исто има и други превенции, понатаму ќе зборим и за други болести, зашто и кај машко или кај женско треба што све се заштитува и зашто кога треба се направи. Така, дали може да се направи кастрација и стерилизација покасно, кога ќе бидат постари милениците? Да, тоа секогаш може да се направи. Посебно, али со годините више еден превентивен хируршки захват сега станува потреба, значи и лечење на болест и више не е превенција, него е во прашање и живот на миленик, и за ветеринарот тешко, и за миленикот, и за собственикот. Значи со годините све е поразлично, посебно ако се појави друга болест. Така, која е целта на овие хируршки зафати? Па превентивно, значи кога се работи, секој еден собственик кој ќе земе миленик, значи во главном треба да се знае дали зима куче или маче за миленик или го зима за да направи одгледувачница, значи да има репродукција и да ги продава малите. Значи ако го зема само како миленик, тогаш е најдобро, значи, да се направи како превенција по процедура како иде. Значи вакцинација, чиповање, стерилизација, кастрација, значи тоа е една превентивна мерка што секој еден ветеринар би го препорачал, значи, од почеток. А за разлика, ако више се одлучат, значи, за да го гледат миленикот за репродукција, тогаш е више друг пристап. Значи, ветеринарот му кажува, значи, како да се пари, преку колку циклуси, и тогаш доаѓа, кога ќе се појави проблем, значи, дали тумори, дали пиометри, било што е, тогаш више имаме стерилизација и кастрација, али више како тежок хируршки захват за спас на животот на миленикот више. Така. Пред малку споменавте дека има доста заблуди кои што постојат околу стерилизацијата и кастрацијата на кучиња. Дали е правилно луѓето што зборуваат дека мора женката да се пари доколку нели не е кастрирана, тоест стерилизација не е извршена, дали мора да се пари барем еднаш годишно? Дали е тоа точно или не? Не. Значи затоа и кажав претходно, значи до сега имаше такви заблуди дека женка, значи или машко, значи барем еднаш да се пари, да роди, мајчинство да не и се ускрати и така. Али е проблем што после, значи, секој еден собственик кој ќе се одлучи, значи ја прифати таа стара теорија, значи ќе дојде до акт на парење, значи имаме малечки и што после? Мислам, човек што не е спремен, значи го зел како миленик, а кој ќе дојде сега со мали кутренца или мачиња, тогаш е страшен проблем. Затоа, значи, и научно е докажано од здравствен аспект дека не треба ни еден миленик, значи ни еднаш да се пари или еднаш да остане гравиден, да има малечки. Значи тоа воопшто не е оправдано. Значи научно е докажано дека ако на време како превентива се спроведи, многу болести се значи се стопираат како тумори, пиометри, посебно кога имаме, например, се повише сега се присутни болести кај милениците од тип на диабет, проблем со штитна жлеза, хипотиреоза, значи било кои други маса болести што се хронични, значи тогаш и препорачлива и хитна мора да се направи стерилизација. Значи во секој случај кога ќе спроведи стерилизација или кастрација како превентива, многу подобро и му го продолжува животот на миленикот и собственикот ужива повише години во љубовта. Така, колку е времето за опоравување на милениците по хируршкиот зафат? Па страшно брзо.
Што се помлади, тоа е само вечерта, например. Од утре све најнормално, само додека помине, значи, анестезијата и седацијата, значи, не се таложат, просто кажано, во организмот, него влегуваат у метаболизам и преку мокрење или повраќање, сега кој како, значи, има преку вомитус или мокрење се излачува така да кога ќе го заврши дело да се исчисти организмот од анестезијата, значи како ништо да не било. А раната и хируршкиот дел, кога се помлади, све е полесно. Значи еластичноста побрзо зарастува, додека кај постари пациенти кога го имаме малце е пролонгирано, али и тогаш сега зависи од случај дали е превенција, дали лечиме, значи потешка хируршка интервенција со болести, со гној, со тумори, канцери, било што, али максимум 3 дена се опоравуваат. Така, дали собствениците на милениците треба некоја посебна нега по операцијата да Не. Да значи посебна нега не, единствено што е најтешкиот дел да ги спречиш милениците да си ја лижат раната. Пошто и кучињата и мачињата е познато така си ги лечат раните и кај нив е тоа чисто природен процес и тоа е најголемиот проблем и задача на собственикот да го одржи, значи нонстоп да биде малце повише со миленикот да го спречи тојакот. Така, споменавте дека во пораната фаза на милениците е од превентивен начин да се направи хируршки зафат, а подоцна дека тоа е заради болести. Да. Можете да ми кажете која е најчестата зараза кај кучињата и кај мачињата? Па не станува за тип на зараза. Значи кога имаме стерилизација од превентива, значи имаме превенција од појава на тумори, канцери и пиометри. А кога имаме, значи, стерилизација или кастрација од тип за лекување, више хируршка интервенција, значи исто се случува тоа што претходно кажав го превенирам. Значи они најмногу страдат од пиометра, тоа е гнојно воспаление на матката, што е предизвикано од дисбаланс на хормони баш заради значи пореметување на циклусот на парење. Не е како во природа, значи секој циклус па да дојде до парење, ние кога го држиме миленикот дома, сме го пореметиле балансот на хормоните во организмот, затоа што на секои 6 месеци кога добива циклус никош не дошло до актот на парење или концепција. И во организмот настанува, значи, дисбаланс на хормони и како резултат на тоа се појавува таа гнојно воспаление на матка, што е многу фатално за здравието на миленикот. Друго што може да се јави, тоа се исто, значи, кај нестерилизираните единки, скоро 80% обавезно се појавува и тумор на млечна жлезда, што, значи, кај кучиња кога се појави тумор на млечна жлезда, значи 70% е бенигнен, додека кај мачки и 95% е малигнен, значи што е директно, значи директна опасност за животот на миленикот. Исто за стерилизација и кастрација кога се доаѓа како болест, значи хируршка интервенција, може да дојде до појави, значи, на канцери, воспаление на простата кај машките, значи канцер аденоми, има канцер што се јавува ако не е кастриран миленикот, канцер околу ректумот кај аналните кеси. Исто може да се јави, значи, хормонско пореметување, хипотиреоидоза да се добие, диабетис да се добие. Кучиња, например, машките тоа го прават, што не се кастрирани и за кучињата, тие што не се кастрирани, знаат да лутаат, значи, по женки, тој јакт е многу јак провокација која женка во циклус, значи со лутањето, со парење повеќе неконтролирано знаат да пренесат полни болести, тоа е тој трансмисивен венеричен канцер, тумор, што исто, значи, која е неконтролирано, може да се пренесе на голем број популација кај милениците. Додека кај мачките со неконтролирано парење се пренесува една болест ФИВ, што се вика, тоа исто како сида кај луѓето што е. Значи во секој случај, значи превенцијата е најважна работа, значи на време да се спречи ако више се одлучите за миленик. Ако се одлучите за репродукција, тогаш веќе одгледувачот треба да води рачун. Значи пред секој парење со каква единка да испита здравје, состојба, значи да знае од кај потекнува, што работел, значи другиот партнер за женка или за машко кога станува збор. Така, која е најсериозна болест за милениците?
најтешка? Сите овие се фатални. Значи, кој затоа кажам, значи пиометрата тоа ви е полн стомак, полна матка со гној. Значи знаеме гној што прави, дојде до сепса организмот, значи една полека и неубава смрт за миленикот. Знаеме што значи тумор, што значи канцер. Значи сите се тие не многу болна состојба и за миленикот и за собственикот да го гледа тоа. Така да секоја болест што ќе се појави кај миленик е фатална, не е како кај луѓето, кај нас имаме цитостатици, па имаш диализа, па имаме разни тип на лечење, додека кај миленик доста бар во Македонија сме ограничени, не може да кажеме и да утврдиме болест дека може да помогнем. Значи некојаш ни хируршка интервенција не помага, него крајно остана еутаназија, што стварно е најтешкиот и најнеубав дел како за ветеринар, така и за собственик. Така, како се одвива едно лечење кај милениците доколку се забележи дека боледува од некоја болест? Дали првен тоа е со антибиотици, па на крај доколку не помага хируршкиот зафат? Или зависи од болест? Значи, овие состојби што сега ги збориме со повод за стерилизација и кастрација, значи кој ќе се појави више како неизвршена стерилизација и кастрација, више кој ќе се појават болестите што се предизвикани од неспроведена, значи тој хируршки захват како превентива, значи тука нема простор за лекување со антибиотици. Значи секојаш крајен исход е хируршка интервенција, што значи у случај е тогаш многу тешка затоа што организмот ослабнат, имунитетот опаднат, значи имаш инфективен материјал во крвотокот, значи све е потешко, значи нема момент за лекување. После операција да, идат антибиотици, кај пиометра пред да се започне со хируршки, значи кој ќе закажеме, ќе утврдиме, се почнува со антибиотици, али се дава 2-3 дена, па почнуваме со хируршки интервенција, па продолжуваат со антибиотици. Значи, во било кој случај од појава на болестите, од нестерилизација и кастрација, секојаш е крајен исход хируршки интервенција. Нема ништо измеѓу да може да се олесни на некој друг начин. Така. Јасминка, ние тука ќе направиме една куса пауза да го погледнеме блокот реклами, па потоа ќе продолжиме со нашиот разговор. Почитувани гледачи, останете со нас.